Откривме еден куп малверзации и злоупотреби кои што се правени врз грбот на земјоделците. И ги злоупотребуваат сите ресурси со кои што располага токму ова министерство. Затоа покренавме низа на кривични пријави и против раководители на подрачни единици за договори за кои што ги склучувале, за размена на земја која што се правеле за своите сопруги, за своите деца. Видовме дека токму преку ова министерство се финансираат и медиумите, дали е тоа Сител, дали е тоа ТВ Нова која што дебело одработува за власт. Преку ова министерство обзнанивме низа на криминали за тоа како се шверцува, односно како се извезува огревното дрво во Грција за само 25, 27 или 30 евра во период кога има најголема криза во Македонија за огревно дрво. Наместо да се испорача огревното дрво на луѓето, на пензионерите, на социјалните случаи кои што мака мачеле да соберат пари во текот на годината, после тоа го плаќаа со по 3000, 3600 или 4000 денари. Она што може да го заклучиме дека најголемиот проблем на земјоделците не се субвенциите, кои што се со закон донесени и кои што никоја влада не може да ги укине, туку е проблемот со високите трошоци на земјоделското производство. Затоа поднесовме закон за зелена нафта кој што го мора да допомне експресно го од затоа што не може и Груевски земјоделците и Груевски замерица за 6000 евра да користи иста нафта како што користат и земјоделците. Мора да обезбедиме 50% поевтина нафта за сите земјоделци. Тоа се само 6 милиони евра кои се потребни да од буџетот за секоја година земјоделците да дојдат до 50% поевтина нафта. Мора да има поевтини вештачки ѓубрива, поевтини поквалитетни заштитни средства и препарати. Она што исто така проблем се откупните цени и исплатата од купувачите на производителите на земјоделското производство. Тоа е еден од основните проблеми на секој еден земјоделец. Сегда во Македонија за било која земјоделска култура и да станува збор, она што го гледаме е рекордно ниски цени и огромни манипулации од државата, од институциите, од инспекторатите, па дури од откупувачите на грбот и на маката на земјоделците кои што произведуваат. Затоа предвидуваме низа на мерки во програмата на СДСМ кои што се и во овој дел. Предвидуваме да пред секој откуп, 30 дена пред почетокот на откуп, да државата биде партнер, бидејќи не може ниту да ги регулира цените, но не може и не сме ни да стои на страна. Така биде еден од партнерите кои што ќе учествува во договарањето на цените на земјоделското производство. Затоа предвидуваме и бенефициран стаж, затоа предвидуваме укинување на персоналниот данок, но и двете клучни мерки кои што не се во земјоделие. Првин што ги направиме со закон генерална ревизија на тоа како е доделено земјоделското земјиште. Мора да се земе од рацете на луѓето кои што го злоупотребуваат, од рацете на луѓето кои што узурпираат и да се даде на вистинските земјоделци, затоа што сегде кај што одевме во Македонија, еден од клучните проблеми е токму што вистинските земјоделци мака мачат како да дојдат до земјоделско земјиште кое што ќе им обезбеди екзистенција.